Почитувани гледачи, добра вечер. Ве поздравувам и во ова ново издание на Ваш термин. Знаете, секој понеделник, точно во 17:10, тука сме за вас за да ве информираме за сите проблеми со кои што се соочувате во секојдневието со вашето здравје. Така ќе биде и денеска. Впрочем, ќе говориме на една интересна тема и се надевам еве дека сите оние кои што ќе не следат, ако се пронедат во она што ќе го говориме, знаете дека сме отворена контактна емисија, па може и да не побарате на нашите телефони да се приклучите во нашиот разговор. Темата за денес е периферна артериска болест. Значи, што е тоа периферна артериска болест, кои се причините, значи кои се симптомите, како потоа се третира, како се дијагностицира. За сето ова денешен одговорен мој соговорник и доктор е доктор Сеат Асани, кој што е специјалист по интерна медицина. И за прв пат многу ми е драго што имам доктор од внатрешноста, од јавната здравствена установа Здравствен дом Ростуше. Веќе со мене во студиото, меѓутоа малку подоцна ќе го поздравам и се надевам дека ќе имаме интересен, љубав и корисен секако разговор кога станува збор за овие информации од областа на здравството. Пред да го поздравам доктор Асани, би побарала од режија да ги пуштат оние покровители кои што се на 10-та јубилејна сезона на Ваш термин, а потоа ќе се вратиме во студиото. Комплетен преглед и дијагностика на сите органи и системи во телото, а со тоа и соодветна персонализирана терапија, која успешно и трајно ги решава здравствените проблеми или состојби. Ова можете да го добиете во Центарот за биоинформатика, каде можете да го закажете својот термин и да имате увид на целосната ваша здравствена состојба, а услугата ќе биде изведена на максимален брз и професионален начин. Одговорни во Центарот за биоинформатика се Татјана Илиевска и Кристијан Давидовски. Студио Карпино, лулка на енергијата. Водечко студио за масажа, физиотерапевски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет. Преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело, а ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со рабетниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шок-вејв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атиккор, ординација доктор Наумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Наумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Крумен Наумовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот е мотото на Ербен Обили, каде модерната наука и најстарата традиција на билки спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербен Обили. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит. Да, еве, можевте да ги погледнете оние покровители кои што се на 10-та јубилејна сезона на Ваш термин и знаете дека имаме и подароци од нив, оние кои што се заинтересирани ќе може да ни се јават, да се приклучат во разговорот и да се добијат некој подарок. А како што најавив и на почетокот на емисијата, говориме денес за периферна артериска болест. Со мене овде во студиото одговорен доктор Сеат Асани, кој што е специјалист по интерна медицина и ни доаѓа од јавната здравствена установа Здравствен дом Ростуше.
Доктор Асани, драго ми е што дури од Ростуша дојдовте денес за да бидете гостин во ваш термин и прв пат имам некој доктор од натрешноста, па ви посакувам добри ден. Добре ве најдов. Поздрав до гледачите на вашата телевизија и мило ми беше на вашата покана. Ме поканивте. Одбравме една интересна тема. Малку е, како што и вие пред малку кога говоревме, нели пред да започнеме разговор во студиото, кажавте дека е една голема и широка област, меѓутоа ние ќе се обидеме малку да ја појасниме до нашите гледачи што тоа значи и како да препознаат, нели, ако имаат некој ваков проблем. Па ајде на почеток да ни кажете како за вовед што представува периферната артериска болест. Вака, прво ќе цитирам еден научник кој што напишал уште во далечната 1898 година Вилијам Ослер. Значи, рекол, човекот е онолку стар, колку што се стари неговите артерии. Така. Периферната артериска болест во основа представува едно атеросклеротично заболување, односно во основа лежи атеросклероза во крвните садови, односно во артериите. Кога зборуваме за атеросклероза на артериите, во поширока смисла на зборот, се подразбира на еден голем, значи на целиот артериски систем, тука вклучувајќи и срцевата циркулација, мозочната циркулација, бубрежната циркулација. Од клинички аспект, значи од клиничка гледна точка, болестите на периферијата ние ги делиме на болести на раце и нозе. Добро. Во оваа емисија ќе направиме осврт исклучиво само на артериските болести на нозете. Добро. Вака, значи како што и појаснам и претходно, во основа лежи на атеросклеротична промена на артериите на нозите, кој што истата таа атеросклеротична промена прави оклузија, стеноза или, односно стеснување на луменот на крвниот сад, во кој што консеквентно на тоа се намалува протокот на крв и хранливи материи до ткивото во кое што го исхранува и како резултат на тоа доаѓа една исхемија на истото ткиво. Оваа болест во основа има еден хроничен тек, значи долги години напредува и манифестациите клинички можат да одат од асимптоматски до интермитентни клаудикации, така ги викаме, односно болка при движење. Кога ќе застане пациентот, кога ќе се одмори, болката се смирува и само еден мал процент од нив имаат една фаза на таа критична исхемија, кој што најчесто кај тие пациенти има еден лош исход и еден мал дел завршуваат со една радикален третман, тоа е ампутација на екстремитетот. Значи, тоа е тоа што е најстрашното од од таа критична исхемија што може да се случи, но понатаму во текот на нашата емисија, во делот на лекување, ќе спомнеме што се треба. Пошто има повеќе модалитети на лекување, така да таа најинвазивна метода максимално се трудиме да не дојде до таа ситуација. Вака, сега нели за да се случи некој проблем потребно е да има некои причини што би довеле до тоа, нели како впрочем и за секое заболување, кои се основните причини кои што доведуваат до оваа болест? Така. Значи, периферната артериска болест ги има идентични или сличните, односно идентични патофизиолошки механизми како и другите болести на артерискиот систем, како што е коронарната, како што кажавме, церебралната. Целиот венски и така да
етиолошките причини се исти како и за другите заболувања. Значи, она што би штетело кога може да се добие запушување на вената на срцето, така се случува и во носот. Значи, пушењето цигари е еден од ризик факторите, диабетот, односно шекерната болест, хипертензијата, односно покачениот крвен притисок, дизлипидемија, односно нарушениот масен метаболизам, возраста има секако клучна улога, генетичката основа има влијание и има уште една причина, тоа го викаме покачени ниво на хомоцистеин во крвта, односно хиперхомоцистеинемија. Чи најчесто не е познато од што би можело да се покачи хомоцистеинот во крвта, но правени се истражувања, кога се детектира, обично тоа е кај обично во клиничката пракса и рутински не ја бараме ние како причина за периферните артериски заболувања, но кога периферна артериска болест се јавува кај помлади лица, тогаш е индикација да се побара и тоа како ризик фактор. Обично се додаваме како додаток на витамин B6, B12 и фолна киселина за регулирање на тој хомоцистеин кој што е покачен во крвта. Секогаш неопходно и потребно е модификација на животните навики кај пациентот, односно модифицирање на ризик факторите, за да се превенира една ваква сериозна болест која што има хроничен прогресивен тек, кој што со текот на старењето може да направи сериозни последици по здравјето на пациентот. Значи потребно е да се пациентот да се мотивира да се откажи од пушење. Сериозна гликорегулација, односно да се регулира нивото на шекерот во крвта, регулирање на мастите во крвта, на холестеролот, посебно на ЛДЛ холестеролот, строго регулирање на крвниот притисок. Врз генетичката компонента не може да се делува, затоа што нема ни начин. Значи, оние кои што имаат во семејството нели блиски кои што имаат проблем со ваква болест, треба уште повнимателни да бидат. Па да, секако болеста најчесто ги афектира оние категории на пациенти кои што ги имаат претходниве ризик фактори, најчесто. Значи, пушењето цигари, диабетот... Ако на сето тоа се придодаде и генетиката, тогаш сигурно ќе има таков проблем. Голем е ризикот да пациентот со текот на времето има периферна артериска болест и нормално да има и сериозни компликации. Така, доктор Асани, како оди диагностиката? Како еве кажавме некои од симптомите, нели, ако одиме и ако добиеме некоја силна болка при одење, што друго е како симптоматологија и што потоа што следи кога веќе ќе дојдат кај вас или кај некој ваш или друг колега што е стручен за оваа област? Што се презема за да се утврди точно дека станува збор за периферна артериска болест? Вака, ние како лекари и во клиничката пракса имаме еден пристап, тој значи школски пристап на прво започнуваме со анамнестички податоци, односно распрашување на пациентот за симптомите кои што ги чувствува. Потоа исто така земаме предвид и тие ризик фактори кои што претходно ги спомнавме кои што се и пристапуваме кој еден физикален преглед. Во тој физикален преглед значи ја гледаме бојата на кожата на пациентот. Дали има бледило, цијаноза и така натаму. Значи каква треба да биде бојата на кожата на нозете? Нормална да кажеме? Значи нормалната боја или што е невообичаено што треба да забележат? Бледило или цијаноза. Значи тоа што би значило цијаноза? Цијаноза сива боја на кожата. Обично пристапуваме кон преглед на пулсот. Добро. Значи на артеријата. Добро. Кој што говориме за долната артерија, значи на артерите на долниот екстремитет. На долниот, над глуждот негде? Да, значи најчесто ја палпираме феморалната или бутната артерија и и долната над глуждот. Да, и артерите на подколеницата. Добро.
Потоа Значи пулсот треба да биде нормален како срцето и значи, ако е забрзан нешто има. нормално пулсот треба да се палпира, да се осети дека има пулс. А дека има пулс. Да. Ако нема пулс, значи има проблем. Значи намалени одсутни пулсации Добро. со голема веројатност сугерираат дека се работи за Добро е ова да се знае. периферна така, да. артериска болест. Сепак треба и да има некој искуство во палпирање на пулсот, затоа што и искусни васкуларни хирурзи Треба да понекогаш знаете поради каде точно, одредени да. еднаш анатомската проекција на крвниот сад и осетот нормално на пулсот со раката. Пациентот се распрашува дали има болка при движење. Така. Дали таа болка се смирува кога ќе мирува пациентот. Добро. Ако сите овие критериуми, значи со земење предвид и ризик факторите, И ако има некој од симптомите, тогаш тогаш пристапуваме кон диагностичкиот протокол. така, доплер Значи, предпоставувам правите. Значи не е, значи прва метода ни е, тој се вика глуждо-брахијален индекс, Добро. односно се мери со притисокот на глуждот и брахијално и се зема односот на тој однос, глуждо-брахијалниот однос и се движи во нормални вредности од 0,9 до 1,3. Така треба да биде во Така нормални треба да биде во тие нормални, Добро. нормален опсек. По 0,9 над 1,3 секогаш се работи за, значи веќе сугерира со голема веројатност дека се работи за периферна артериска болест. Но во одредени случаеви ние можеме да имаме клиника која што оди во прилог на периферна артериска болест со сите ризик фактори, да имаме глуждо-брахијален индекс нормален. Тогаш правиме тест на оптоварување. Односно пациентот трча на лента и потоа се мери Така. тој глуждо-брахијален индекс и ако е под 0,9 со сигурност потврдуваме дека се работи за периферна артериска болест. Тоа е еден од тој прв диагностички метод Така. кој што Треба да се направи. треба да се направи во тој диагностички протокол. Има и други методи кои што во рутинска пракса и не се прават, потоа се оди на дуплекс, нели, сонографија, тоа е доплер, Доплер. кој што со доплер се гледаат и анатомијата и морфологијата и практично хемодинамските пореметувања во тој крвен сад, во таа артерија со еден спектрален запис на екранот, кој што тој спектрален запис има свое значење. Потоа се прави компјутерска томографија, односно ЦТ ангиографија ја викаме, кој што е најсовремена метода за Дали ги се прави на буквално на целите нозе или само на долниот дел? Значи се прави буквално кога пациентот се упатува на ЦТ ангиографија, се назначува ЦТ ангиографија на аорта, Добро. значи на стомачна абдоминална аорта со периферија, значи со целото тоа артериско стебло. Стомакот каде Така, што почнува, да. добро. И магнетна резонанца ангиографија, исто така е еден метод. Но, со претходно споменатите диагностички процедури, ние правиме на еден пресек дали пациентот има индикација понатаму да се препрача на овие испитувања, така, затоа што и некогаш не е ни потребно, затоа што претходно сме направиле одредени испитувања и имаме. Значи, ЦТ ангиографија и магнетна резонанца ангиографија обично се Во кој препорачуваат и се прават кога кај пациентот се планира одредена реваскуларизациона процедура, одреден зафат, интервенција. Добро. Значи, дали тоа ќе биде перкутана Така. транслуминална ангиопластика, значи со вградување или без вградување на стент или хируршка интервенција. Така да Значи само тогаш се применуваат овие. Да, но најчесто поголемите. индикацијата на тие диагностички процедури само во принцип при такви планирани интервенции треба да се направат.
за да се знае понатаму како ќе треба нели да се изведе тоа и да се изведе на правилен начин. Така. Ајде тука ќе се обратам повторно до нашите гледачи, значи говориме за периферна артеријска болест, можете и веќе и на екранот да забележите која е темата. Ги имате и телефоните, па секако можете да ни се приклучите во нашиот разговор, бидејќи знаете отворена контактна емисија сме, дозволуваме и вие да поставите прашања, да кажете свое мислење, а секако и знаете оние кои што не следат, а и оние кои што можеби за прв пат не следат, од нашите покровители доделуваме и подароци, значи бесплатни прегледи од ординациите кои што ни се покровители. Продолжуваме понатаму. Што потоа кога веќе ќе се доктор Асани, кога веќе ќе се диагностицира еве пред нели да се направат оние дополнителни испитувања, дека постои. Што потоа, како оди постапката? Се вака, значи понатаму пациентот треба да се направи кај пациентот треба да се направи една генерална евалуација. Добре. Значи затоа што периферната артериска болест е еквивалент на коронарната артериска болест. Так. Значи и на цереброваскуларна болест. Значи пациент кој што има периферна артериска болест, истовремено може да има и коронарна артериска болест. И како што кажавме, поврзано е тоа. Така да, тоа е поврзано, тоа е исти патофизиолошки механизми го предизвикуваат тој процес на тоа артериско стебло. И за разлика што тука една важна работа има, затоа што периферната артериска болест, бидејќи има хроничен тек и поминуваат подолги години додека почне таа клиничка манифестација, кај коронарната артериска болест важно е да се нотира, затоа што тука можеме да имаме едни сериозни кардиоваскуларни избиднувања, дури и смрт. Затоа кај пациент кој што има периферна артериска болест, пациентот треба да се евалуира и во правец на коронарна и цереброваскуларна болест. Таа генерална евалуација зошто е важна? Значи, пациентот треба, кога се прегледува за една болест која што сметаме дека е периферна болест на артериите, треба да се евалуира и како целина. Кај истиот пациент треба да се направи ЕКГ преглед, во кој што да се види затоа што е мал дел од тие со таа диагностичка метода може да се детектира и коронарна артериска болест. Треба да се направи крвна слика, да се видат нивоата на хематокритот и тромбоцитите, во кој што поради хипервискозност може да има реперкусија врз перфузијата на крвта, поради вискозност на крвта. Анемијата, која што исто така може да биде причина за намалена достава на кислород. Хроничната бубрежна болест исто така е голем ризик фактор за периферна артериска болест. Така да, затоа е важно пациентот генерално да се евалуира, затоа што многу симптоми коегзистираат со една клиничка слика која што е идентична со симптомите на кои што пациентот се жали. Значи, од тој аспект понатаму се оди на таа евалуација на ризик факторите после. Сега, таа евалуација на ризик факторите, крвниот притисок като и пациент треба да биде идентичен исто како крвниот притисок кој што треба да го има диабетичар. Значи, да биде под 130 со 85. Значи, пациент кој што има периферна артериска болест, неопходно да има не сме да има поголеми вредности на крвниот притисок од овие. Зошто што може да се случи? Затоа што се оштетува, уште повеќе може да се влоши состојбата. Значи состојбата на крвните садови. Липидниот профил исто така мора да биде уреден. Значи треба на сите оние ризик фактори што не се во ред да се делува, да се доведат во нормал. За да не се влошува понатаму постечката, значи постечката состојба на крвните садови. Значи нормално ЛДЛ холестеролот треба да биде под 2,6. Пример, тој лош холестерол што го викаме, 2,6 милимол на литар. Хемоглобин А1C кај диабетичарите. Значи тој што е просекот за 3-месечниот просек што го така и познате меѓу народот, мора да биде под 7. Пациентот да се откаже од пушење. И така да таа една
генерална евалуација, евалуација на ризик факторите, сите придонесуваат во менаџирањето на пациент со периферна Тоа би артериска значило болест. дека кога се тоа би се средило на некој начин, нели би се намалиле овие вредности да бидат сите во нормала како што кажавте, дека може да дојде до подобрување на состојбата или Да, значи има студии во кои што давањето на статини, односно лекови кои што ги намалуваат мастите во крвта, ангиографските испитувања кои што се правеле кај такви пациенти покажале дека атеросклеротичните промени биле подобрени и функционалниот капацитет на пациентот бил подобрен, односно пациентот се движи кој што има помалце болки во движење од претходно. Значи има поголема дистанца на движење. Значи ако претходно се движел одредени метри и имал болка, па морал да мирува, сега може да се движи во еден поголема дистанца, поголемо време да помине, поголема повеќе метри да помине без да осети болка. Лекувањето... Предпоставам дека и заморот се губи. Да, значи секако дека модифицирањето на ризик факторите придонесува во подобрувањето на општата состојба на пациентот. Ова го говориме бидејќи на почеток кога кажавте дека има три состојби, една е блага асимптоматска која што можеби не можеме да забележиме, втората е онаа која што сега говоревте во однос на движењето и појавувањето на болката, па и сето на што следува. Имаме гледач, ајде ќе вклучиме гледачот па ќе продолжиме. Добро вечер, повелете. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавувам од Ростуше. Баш убаво што се јавувате од Ростуше, бидејќи нашиот гостин е оттаму. Повелете. Ама не ве слушам јас вас толку. Ние ве слушаме убаво, слободно повелете, кажете го вашето. Добар ден. Добар ден. Само се јавувам од Ростуше. Така, ако го имате тебе приемникот пуштено, тогаш ќе треба да... Поздравувам многу доктор Сејат. Благодариме. Јас сум во Курија Сани, тој ме знае добро. Така. Па... Дали сте негов пациент? Дали сте пациент на доктор Сејат? Да. Добро. Имате нешто да го прашате? Добро. Имате ли нешто да прашате? Па, сака да опраша дали се може да се видиме пошто знае тој сум ја оперирала нешто, сакам и другата нога да ми ја виде. Така. Нешто имам проблем. Добро. Тој знае подобро. Добро, се надевам дека ќе се... Многу ми е мило што го гледам. Так. Драго ни е на нас што се јавивте, уште повеќе што... Многу ми е мило да продолжи вака од нашиот крај да имат. Така е. Фала ви. Го поздравувам прво вас во телевизијата, посебно доктор Сејат. Ви благодариме многу што се јавите. Толку ми е мило што го гледам. Ви благодариме на убавите зборови. Се надевам дека ќе се сретнете со доктор Сејат за оној проблем кој што го имате нели со ногата како што посочивте и дека ќе го успешно ќе го решите тоа, уште повеќе што од она што досега го слушам, гледам дека доктор Сејат навистина е еден одличен специјалист кој што ви помага вам на сите таму кои што живеете во Ростуш, а ги има како што потенцираше доктор Сејат околу 10.000 така, за кои што се грижите вие како установа. Се надевам дека ваша пациентка е, па ќе дојде и ќе помогнете за она што сака нели да. Значи, јас знам пациентката. Так. Јас знам маката на пациентката. Так. Секако дека ќе се видиме и ќе се договориме за преглед. Ете, драго им е кога ќе го видат со својот доктор нели на ТВ екраните и сакаат да го поздрават. Прашањето ми беше што сакав да го поставам пред да вклучиме гледачката, бидејќи оние луѓе кои што имаат асимптоматски или многу можеби благи симптоми и можеби никогаш нема да им текне нели дека имаат таква болест. Дали и кај тие исто кога ќе дојдат кај вас препорачувате сето тоа да го направат како испитување па да видите дали треба и на тие фактори да се делува или можеби само имаат еден или два фактори застапено од... Значи, секако дека ригорозен пристап имаме кај тие ризик фактори и дали ги има сите или има еден-два фактори, значи... било кој фактор ние мораме ригорозно да делуваме, да се изрегулира, затоа што понатаму
сепак тој ризик фактор, ако не се регулира, ако не се стави под контрола, тоа не зависи само од лекарот, нормално зависи од пациентот. И од пациентот, најмногу, да. Значи, болеста понатаму може да прогредира по сериозни компликации. Апсолутно. Сега кога станува збор за оваа втора фаза, кажавме ако се делува на ризик факторите ќе се доведе тоа во ред. Во кој случај доаѓа до оној најлошиот, ајде да го кажеме случај, нели кога кажавте се ампутира дури и ногата. Значи, обично знам од она што сме го говореле досега во емисијата дека се случува тоа кај луѓе кои што имаат диабетес. Така. Можеби или недобро регулиран или не знам од кои причини. Дали најчесто кај тие луѓе се случуваат овие како да кажам Значи, помалку инвазивни методи? Не секој диабетичар може да има таква лоша слика. Така. Значи, не можеме со сигурност да тврдиме дека секој недобро регулиран диабет ќе заврши со критична исхемија на екстремитетот и ќе заврши со најлошата форма на лекување, односно со ампутација. Добро. Во кој случај тоа се појавува? Што треба толку, можеби дали не третирано или мултифакторијално, значи повеќе фактори можат да бидат впливнати во целата таа ситуација. Значи најобвинети за артериската болест на нозете, значи се диабетот и пушењето. Добро. Така да ние секако и дека и другите ризик фактори имаат свој придонес, но конкретно за артериската болест на долните екстремитети се со најголем придонес имаат пушењето и лошо регулираниот диабет. Значи, ако имаме лошо регулиран диабет, ако не ги исфрлиме овие ризик фактори, тогаш би можело да дојде до овој крајен случај? Значи може да, апсолутно дека може да дојде до тако или со текот, ако не веднаш, со текот на времето може да дојде. Може да дојде. Да, така не се исклучува на сериозни компликации. Затоа ние на пациентите секогаш ги советуваме да ги регулираат и да обрнат многу големо внимание на ризик факторите. Оти тие ризик фактори се причините за таквото нарушување. И тие ризик фактори се причина понатаму за одредени кога се преземат одредени интервенции, дали тоа ќе биде бајпас хирургија, дали ќе биде најлоша агресивна метода, значи нема правило, текот на болеста може да зазема секаков тек, но многу е важно пациентите добро да си ги регулираат своите ризик фактори, да водат сметка за своите ризик фактори, а ние како лекари во тоа да ги едуцираме и да им помогнеме. Доктор Асани, кога станува збор за втората фаза, кажавме може да се делува. Кога, во кои случаи се прави, како што напоменавте, за тие поинвазивни методи, иде да не е ампутација, меѓутоа да е нешто што треба оперативно да се среди на долните или артерии кои што се главни, кои што треба да обезбедат добра циркулација на нозете? Добро е прашањето. Имаме три начини на лекување. Значи, првиот начин е со тој медикаментозен третман. Тој медикаментозен третман е се започнува со антиагрегациона терапија, односно терапија против згорчување на крвта. Значи, ние го користиме најчесто аспиринот, но имам уште еден лек, тоа е клопидогрелот, кој што е попрефериран нормално во однос на аспиринот во антиагрегациона терапија. Исто својство имаат? Не, значи по различно својство и помошно дејство има клопидогрелот. Двојната терапија заедно се уште нема докази дека може да се употребува конкретно за периферна артериска болест. Потоа, нели, лекувањето на тие ризик фактори, антихипертензивна терапија против покачениот крвен притисок, терапија за регулирање на диабетот, дали пациентот е на орална или инсулинска терапија, статинска терапија, односно лекови кои што ги регулираат мастите во крвта, и нормално уште еднаш кажувам борба против пушењето.
За жал, Вториот начин, Македонија е, како што Така, знаеме, така. земја кај што има најмногу вториот пушачи. начин на лекување тоа е перкутана, Добро, што би транслуминална значило тоа? ангиопластика. Значи, вградување на стент или Добро. значи процедура која што е понеинвазивна од инвазивна процедура, ама понеинвазивна од таа байпас хирургија, што е. Тоа би, Но- би практично би значило, сега извинете вака што ќе ја прашам, да бидам поедноставна, операција се оперира вената на некој начин, не, тоа е? се става или не? стент. Добро. Стент во артеријата исто како што е стентовите на Така. нели артерите на срцето. Но таа процедура не се прави секаде Добро. и мора да исполнува некои услови пациентот. Например, се интервенира со тој тип на процедура на попроксималните, Добро. на погорните артерии, обично на илијачните, може и на феморалните артерии и обично лезијата многу е важна колкава е. Значи се предпочитува лезијата да не биде поголема од 5 см, да биде не повеќе од 5 см. Така. Сега, доколку пациентот има поголема лезија, калцификати на крвните садови, дифузна болест, тогаш обично се предпочита таа третата опција, таа байпас хирургија. Така, значи тоа е Да. тој случај каде што Така. оди таа трета опција Така. оперативно, Така. а крајната е онаа која што Да, говоревме најнепосакуваната, таа најнепосакуваната не иде која што е и најлоша и доаѓа за ампутација лекарите на и за нога, пациентот. да. Да. Но Ако мора да се спаси човечки живот, за да се спаси главата на пациентот, се оди на таа најагресивна метода. така. Доктор Асани, говоревте пред малку дека ние ќе говориме само за долните екстремитети, нели ќе се фокусираме на нив. Меѓутоа, дали би сакала да знам, бидејќи нели ако има некој проблем со долните екстремитети, дали тоа секогаш би значило дека ќе добие проблеми, на пример со срцето, со Така. мозочните и така натаму. Така. Значи, како што и кажав и претходно, периферната артериска болест ги има истите патофизиолошки механизми на оштетување како и коронарната артериска болест. Меѓутоа, дали би имало шанси Значи- да пациентот добие и таков некој проблем? Да, апсолутно, големи се шансите Така. пациентот да има и коронарна артериска болест Значи, и се е тоа поврзано. Да, и цереброваскуларна болест, кои што можат да завршат со многу лоши кардиоваскуларни настани. Затоа пациентот кој што има периферна артериска болест, правило и неопходно е да се евалуира и во правезна коронарна Така. артериска болест, затоа што тие кардиоваскуларни несакани збиднувања можат да завршат и со смрт. Да, како што Значи, знаеме, така, срцеви удари, така, мозочни така, удари и така, така така, натаму, кои така, што така. и овие каротиди кои што Така, навистина така, се многу така, важни, така. кои што имаат проток за да Така. мозокот добро функционира. Нешто што уште би сакала да ве прашам е ова што цело време го говориме и на некој начин оној метаболен синдром, нели, или кога говориме на тема дебелина, па секогаш го Така, потенцираме, така. дека треба нели сите параметри оние кои што се ризични во однос на шеќерите, мастите, холестеролот, високиот притисок, кога проверуваме на обична крвна слика, нели, да бидат во ред. Ако Така. не се во ред, тоа е првиот чекор за да Првиот се чекор, делува, така. без да се почувствуваат оние симптоми, за да не ги почувствуваме тие симптоми кога станува збори за нозете, а Така. и во однос на кардиоваскуларниот систем. Секако дека таа рутинска лабораториска Така, проверка да, кој колку е важно тоа. Значи таа е многу важна во понатамошниот менаџмент на пациентот во кој правец ќе се Така. движи. Едно такво нарушување во тие лабораториски параметри од типот на покачени масти, покачен шекер, Така. покачен крвен притисок, дебелина, значи сите се тие еден голем ризик фактор за афекција. Ова ви го поставувам крвните како садови. прашање како за крај, бидејќи ако ги имаме изрегулирано на некој начин, нели, на добро ниво и на посакувано ниво и на дозволено што се вели, тогаш многу мали би биле шансите Така, да, значи да доколку дојдеме до вакво пациентот- едно заболување. Значи вака мораме да сме начисто во една работа. Така. Значи пациентот доколку
прави рутински лабораториски анализи заради лична евалуација на сопственото здравје, а при тоа нема такви ризик фактори кои што се причина за артериско страдање, секако дека ризикот да заболи од таква болест е мала. Но, доколку пациентот има една или неколку од овие ризик фактори, и не делува да ги поправи? Значи, и не делува да ги поправи, тогаш е ризикот да таа болест прогредира понатаму во една општа лоша состојба, каде што може да заврши со една од овие процедури на лекување. Така, да. Затоа и говориме, за да знаат, секогаш потенцираме дека добро е да се направи една крвна слика и затоа постојат и оние систематски прегледи што се воведува, па многу е добро, нели? Проверка на шекер. Така, да. Доколку пациентот е диабетичар, многу е важно тој хемоглобин А1C, значи тој 3-месечен просек. Практично 3-месечниот просек е тој кој што се менаџира со терапијата кај пациентот и понатаму се даваат советите. Значи, утринската гликемија е важна, но тој 3-месечен профил е најважниот за понатамошна евалуација на пациентот. Сега уште нешто како за крај би ве прашала, бидејќи нели секогаш кога проверуваме крвна слика, проверуваме утрински, кога сме нели уште ни јадени ни пиени, меѓутоа колку е важно и дали има улога тоа да после одредена сатница, например, негде приквечер, ништо не јадеме нешто специфично за да нели точно ни покаже како стои. Има ли некое правило? Значи вака сега, оваа правило уште кога бев на специализација, професор Љубица Георгиевска Исмаил секогаш викаше, еве ја поздравувам јавно. Така да знаат нашите гледачи. Викаше 12 сати не храна, не алкохол пред да се проверува една лабораторија. Значи, ама тоа е многу, како да кажам, малку по колку би требало, значи од 4 од после 6 од 8 вечер до 8 сабајле. До 8 сабајле, добро, да, од 8 до 8 јас се збунив. Некако 12 ми се видел многу, па не можев да прерачам. Значи после 8 часот значи да 12 сати не алкохол, не храна. Вода можеме течност да пиеме. Само вода. Значи за сите оние кои што не следат, ако сакаат да добијат вистинската вредност на крвната слика, после 8 часот навечер храна никако, може само течности нели да се набиете, меѓутоа храна, шеќери и други останати работи никако, за да знаете точно во каква состојба ви се сите оние параметри кои што треба да ги испитате во крвната слика. Доктор Асани, јас ви благодарам многу. Мислам дека многу убави, iscrpни информации дадовме до гледачите. Јас сум задоволна од она како вие сето тоа ги презентиравте. Прикажав и објаснив попрактично за да ме разберат гледачите на така, суштината ја кажавме на сето ова, што и како треба да се грижат за да не дојде до периферна артериска болест. Ви благодарам што дури од Ростуша денеска дојдовте и не удостоивте со вашето присуство. Ви посакувам успех нели во здравствениот дом, да можете нели да им помогнете на сите оние граѓани кои што се во вашата општина, а секако ќе договориме некоја наредна средба, бидејќи интернистичката нели област е голема, па да проговориме за некоја друга тема. Така да, интернистичката патологија е голема, има многу теми, има што да се зборува, што да се слушне. Така. Јас ви стојам на располагање и ќе ми причини големо задоволство. Така, ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Имавме интересна тема, ви информиравме убаво и се надева на вас останува само да ги применувате овие совети кои што ви ги даваме во секоја емисија. Ви посакувам пријатен остаток од денот. Имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.